Во Херц 55 имаме одличен повод за кој што ќе зборуваме во наредните неколку минути. Станува збор за јубилеј 60 години, драги мои, постоење на градската библиотека Браќа Миладиновци. Зборувам конкретно со директорот на оваа библиотека и нормално на почетокот честитам за јубилејот, господин Филип Петровски во ИМС телевизија. Добро ми дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за можноста да разговарам со вас. Значи 60 години да се постои апсолутно не е мала работа, една од најстарите библиотеки во Македонија. Да, 60 годишнина, многу убав јубилеј. Посебно ако се гледа дека многу во последно време сме оспорувани традицијата, наследството, и кога ќе се зборува за 60 години, тоа е сепак некаков фундамент на нашето постоење. И со гордост ќе го одбележиме како градска библиотека и предвидовме многу работи кои што мислам дека треба да ги промовираме за да пошироката публика дојде, присуствува во градската библиотека и биде дел од таа прослава. Само што заврши пресконференцијата, вие директно дојдовме, значи имаме ексклузивни информации како помина пресот. Па да, повикавме конференција за печат за да информираме за програмата што ја направивме и освен тоа го промовиравме новиот книжевен фонд. Ќе се навратам на програмата, прво за книжевниот фонд, бидејќи мислам дека тоа е основен фундамент на работите која станува збор за библиотеката. Промовиравме 5000 книги нови, односно околу 130 наслови. Значи, една солидна бројка на книги кои што ги повикуваат читателите, ги повикуваат скопени да дојдат во библиотеката, односно во библиотеките на целиот град, да проверат кои се тие наслови, да ги прочитаат и да бидат и со книгата дел од таа институција. Тоа е едно. А второ, ја промовиравме програмата, која што е по моје мислење прилично свечена, прилично обемна, да не речам фестивалска, и ќе трае од 10 до 15 ноември. И таа програма предвидува многу активности и што на мене ми е многу драго, е поврзана со другите културни институции од градот. Значи, по доаѓањето минатиот месец, односно назначувањето на нови директори во сите институции кои што помина под юрисдикција на градот, една нова екипа од 8 луѓе кои што ги водат овие институции, и седнавме сите заедно и договаравме овој јубилеј на градската библиотека да биде подржан од сите тие институции, односно сите да се вклучат со нивна програма, односно она што можат тие да помогнат за овој јубилеј, навистина градот да го доживее како јубилеј не само на библиотеката, туку и јубилеј на градот. И мислам дека успеавме да составиме една добра програма, која што ја промовиравме на пресот, и би можел да кажам некои детали од програмата, што се надам дека ќе ги заинтересира скопјани, не само поради книгата, туку и поради убавината на тие настани да бидат заедно со нас од после 10. Така што да речеме, од 10 ќе започнеме, ќе зборуваме за 100 годишнина од раѓањето на Жан Пол Сартер, и во исто време ќе отвориме изложба посветена на Сартер, по соработка со